Почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да ги соопштам одлуките кои што ги донесе денеска Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Предходно одржавме координација на највисокото политичко раководство, после што следуваше седница на извршниот одбор. На крајот одлуките дефинишираат со одлука на Централниот одбор. Одлуките кои што денеска ги донесовме беа неколкократни, дискутиравме за многу прашања, од актуелните политички случувања нормално, но веројатно фокусот на вниманието на јавноста е заради преодната влада, која што согласно законот треба да се формира од 3 јануари 2020 година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку своите органи едногласно на политичка координација, едногласно на извршниот одбор и едногласно на Централниот одбор на партијата донесе одлуки за 4 кадровски решенија со кои што ќе партиципираме во преодната влада, која што ќе се формира на 3 јануари и ќе важи се до завршувањето на изборите, односно до формирањето на новата политичка влада. Во тој дел за председател на преодната влада е избран Оливер Спасовски, досегашниот министер за внатрешни работи, кој што истовремено е и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За подпредседател на владата за економски прашања изберена е Мила Царовска, која што беше досегашен министер за труд и социјална политика, која што исто така е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. За секретар, за дополнителен заменик министер во Министерството за внатрешни работи избрана е Славјанка Петровска, досегашен шеф на кабинетот на министерот Оливер Спасовски, професионалец кој што работи заедно со него, а за дополнителен заменик министер во Министерството за труд и социјална политика изберена е Санела, која што е досегашен шеф на кабинет на министерката Мила Царовска. Овие 4 кадровски решенија уште еднаш испраќаат неколку сериозни пораки. Прво испраќаат пораки во кои што сериозни човечки капацитети, кои што досега се докажале работејќи за својата земја, за својата држава, вградувајќи политики кои што живот значат за граѓаните и во делот на безбедноста, но и во делот на социјалната сфера, економските политики и слично, испраќаат сериозни решенија за нивната стручност, просветеност и компетентност за извршувањето на овие функции. Секако самите шефови на кабинети на 20 министри, кои што ги делегираме и предлагаме секако до собранието да бидат дополнителни заменици министри во преодната влада, се сериозни професионалци преку кои што имаме намера да продолжи континуитетот на политиките кои што Социјалдемократскиот сојуз и оваа влада на чело со Социјалдемократскиот сојуз има намера да ги имплементира дури и во ваквиот преоден период. За нас овие 100 дена се исклучително значајни, не само заради тоа што треба да дадат свој придонес овие позиции и функции преку овие личности за она што е најсвето, тоа е слободата на правото на избор, слободата да се бира на избори од страна на граѓаните. Секако во секоја демократија слободниот избор е врвно право и овде сме посветени така да гаранцијата за слободни, фер, демократски, регуларни избори навистина е нешто кое што е обврска на сите граѓани, а секако власта сака најсериозно да партиципира во својот удел во обезбедувањето на честни, фер, демократски и регуларни избори за нашата земја, затоа што имаме намера да одиме напред кон демократскиот свет и тоа е многу важно, но истовремено е важно во овие 100 дена да не застанат работите. Односно да течат економските политики, да течат реформите, да се продолжи да се трансформира нашето општество, кое што исто така е многу значајно за да не се нанесат штети како што во минатото за време на избори знаеле да затајат, да се намалат одредени економски активности, да застанат одредени значајни процеси за државата. Верувам дека преку сериозноста на ваквите кадровски решенија испраќаме дополнителна порака дека сме сериозна политичка партија која што сака секако сериозно да се посвети на периодот кој што предстои. Ние на овие избори влегуваме како фаворити, секако многу е важно и за нас вредностите. Како што гледате од 4 кандидати, имаме 3 жени, 1 маж, тоа е значајно. Веројатно се поклопија и самите принципи на основа на кои што ги носевме одлуките, но за нас секоја порака е важна заради тоа што се повеќе и повеќе охрабруваме делот на женскиот пол во државата, да повеќе и повеќе се вклучи во севкупниот општествен живот, така и во политичкиот живот, со што даваме шанса на вистина на одговорни позиции, пред се преку добивање на чест и одговорност да се извршуваат вака сериозни улоги. И за Оливер Спасовски, и за Мила Царовска, и за Санела, и за Славјанка, ова представува посебна чест и секако посебна одговорност.
заради тоа што треба да се организираат секако исклучително фер демократски избори, но истовремено паралелно со тоа да се држат политиките на правиот пат, заради тоа што единствен пат по кој што можеме да продолжиме и во нашите интеграции, и во вистинско трансформирање на нашето општество, и со сите овие економски параметри кои што треба да продолжат да растат во периодот кој што е пред нас, исклучително мораме да се посветиме професионално и пред се државотворно, како што представува чувството на обврска кој што сите овие 4 кандидати го носат. Само да дополнам, денеска избравме и нов секретар на партијата за меѓународна соработка, заради тоа што согласно закон, одобрено од претседателот на државата, делот на кандидатурите за нови амбасадори, еден од кандидатите за амбасадор, кој што треба да оди веќе на тамошните постапки, е Дане Талевски, мој досегашен советник за надворешна политика, кој што беше исто така секретар за меѓународна соработка на Социјалдемократскиот сојуз, согласно законите во државата, кој помина во овие фази, должно се да избере кој од функциите ќе ги изврши. Тој достави неотповиклива оставка на функцијата секретар за меѓународна соработка, му се заблагодаривме на неговиот ангажман и даваме шанса секој млад кадар, секој кадар во државата да напредува пред се во неговата кариера и уште еднаш потврдуваме дека државата е пред партијата и затоа посветеноста на сите капацитети и кадри знаеме да ги ослободиме од партиските ангажмани за да може да продолжат понатаму во своите државни преокупации, односно државна посветеност за добробит на нашиот народ и на нашата земја. Заради тоа почна и процедура и постапка која што траеше низ политичкото раководство, извршниот одбор и централниот одбор на партијата и за нов секретар за меѓународна соработка на Социјалдемократскиот сојуз е избран Бојан Маричич, кој што е досегашен, беше доскоро советник за европски прашања во мојот кабинет, е сега координатор за европски прашања при владата, кој што исто така и е техничкиот преговарач со Европската Унија за одлуката која што очекуваме за почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. Разговаравме секако и за актуелната политичка состојба, согласно тие разговори кои што ги водевме, дополнително под председателите на Социјалдемократскиот сојуз во координација со сите коалициони партнери, вклучително и она што беше важно и актуелно на пресконференциите за коалициониот партнер со најголем број на пратенички места после Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е ДУИ. Разговаравме за сите елементи, како дошло до амандманите, што се случило и веројатно заклучивме дека секогаш кога се носат одлуките, треба да продолжиме и во иднина да ги координираме нашите ангажмани, иако детално разговаравме за математиките кој што добива и како добива пред се државата, а секако никој не значи дека од тоа губи, сепак беа поднесени тие илјадници амандмани од нашиот политички партнер ДУИ, но во делот на образложението кое што подпредседателите на партиите ги добиле од раководството на ДУИ, јасно е разјаснето како се случило во делот на амандманите, зошто се случил тој порив за одредени стравови на пратеничката група, која што секако се биле поднесени амандманите. Јас верувам дека ќе продолжиме заедно да го завршиме овој наш мандат, заради тоа што е многу значајно, успешно да го завршиме мандатот. Важно е да довербата секој пат ја крепиме. Логично е, понекогаш има и несогласувања, секако тоа е некогаш и здраво, но некогаш и е штетно за самата коалиција. Останува во периодот кој што предстои пред нас да имаме уште поголема комуникација, градење на доверба, нормално, заради тоа што сепак сме прифатиле чест и одговорност заедно да служиме на нашата земја и на нашиот народ. И јас верувам дека во иднина ќе имаме навистина не такви примери кои што се јавуваа како што беше она разочараност која што се јави кај сите нас од поднесувањето на илјадници амандмани за законот за една изборна единица, посебно имајќи во предвид дека илјадници амандмани веќе ВМРО ДПМН беше поднел за истиот закон. Благодарам. Секако другите прашања, има и соопштенија на кои што може да се дискутира, другите беа повеќе од оперативно-техничкото функционирање на Социјалдемократскиот сојуз, штабското работење, деловите на празниците кои што доаѓаат и активностите кои што ќе се случуваат за тој период и за новогодишните и за божикните празници. Јас верувам дека ова наша политичка партија дефинитивно со своите одлуки уште еднаш само потврдува увереност кај огромно мнозинство граѓани дека опцијата да се избере прогресот, просперитетот, интеграцијата, пријателството, солидарноста,
Градењето на мултиетничкиот карактер на нашата држава сепак останува главниот фактор за определба на сите наши граѓани, дополнително сите успеси на економски план, сите реформски успеси кои што сме ги постигнале, верувам дека останува дефинитивна опција за да можеме да сметаме дека сме апсолутни фаворити во периодот кој што предстои пред нас, секако понизно барајќи уште еднаш доверба од нашите граѓани за добивање на чист мандат, кој што чист мандат секако ќе значи дополнителна чест и одговорност да продолжиме со унапредувањето на квалитетот на животот за сите граѓани во нашата земја. Благодарам.